Општинските противпожарни единици работат со половина од потребниот капацитет. Нема центри за обука на нов кадар. Се работи со возило 40-тите години, а пожарникарите немаат ниту чизми, ниту соодветна работна облека. Во моментов имаме околу 400, нешто помалку од 400 пожарникари во сите единици на противпожарна заштита, иако согласно закон бројката треба да биде поголема од 800. Бидејќи во законот јасно вели на секои 1500 жители треба да се има по еден пожарникар. Одржаване постои тренинг центар за обука на новите противпожарникари и старите секако. Третиот проблем со кој што се соочуваме е секако возилата. Мора да видите каква разноликост постои во нашите противпожарни единици кои што имаат возило 40-50 година, нешто што останало од стариот систем, кои ги поправаат и се трудат со нив да направат што поуспешна работа. Од Министерството за економија велат дека со оперативниот план за оваа година е предвидено ангажирање на 400 невработени лица, кои во текот на летната сезона ќе бидат на располагање на општинските противпожарни единици. Во однос на безбедноста од пожарите во објектите, од овој ресор најавија законски измени, кои ќе бидат построги во делот на инспекциски контроли и издавање дозволи. Пред се поголема координација пред давањето на дозволи на институциите кои што се надлежни и во издавањето на дозволите и поредовна контрола онам каде што ќе бидат утврдени одредени прописи за отворање на објекти. Тоа за жал години децени наназад не се почитувало и затоа е дојдено до ова ситуација. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека во координација со бројни инспекторати во земјава, при контролите во објектите се констатирани бројни пропусти. Се утврдени најразлични недостатоци во објектите во државата и се согласно закон се утврдени, односно напишани одредени санкции, некаде има забрана за работа. Овие заклучоци беа изнесени на конференцијата за заштита на објектите од пожари, организирана од Институтот за стандардизација на Северна Македонија.